аплаузот. Је! Некако денеска видно расположена. Добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Саботна топла вечер, приквечерина, 19 часот и 30 минути, што значи дека вие сте на одличното место, на вистинското место и на вистинската позиција, односно покрај малите екрани. Започнува најновото издание на Фидбек со Елена и посебно се радувам заради тоа што ќе имаме една прекрасна гостинка денеска, која што ќе почекате уште малку пред да ви ја најавам. Што да ви кажам друго, освен дека започна и летниот распуст, предпоставувам дека децата ви се веќе распуштани, може би сте тргнале и по оние стари одмори, летни одмори и така натаму. Меѓутоа за сите оние останати кои што сте овде, повторно ќе кажам, сте на вистинската фреквенција. Сите оние емисии кои што не сте можеле да ги погледнете досега, можете да ги видите на нашите социјални медиуми, а тоа е нашиот Инстаграм профил. Тука можете да видите фотографии, гости и слично. Меѓутоа, сите емисии кои што досега сте ги пропуштиле, можете да ги најдете на нашиот YouTube канал, а тоа е Фидбек со Елена. Леле, едва чекам да ви ја представам гостинката, ајде. Може. Джингл. И што да кажам сега, ги видовте фотографиите. Самите фотографии се изборуваат за себе. Искрено се мислев каква најава да направам за мојата вечерашна гостинка, меѓутоа знаев дека треба да биде сама, заради тоа што има многу што да се каже, има многу што да се зборува со незе за незината музичка кариера и за сето тоа што го прави за себе како индивидуа, меѓутоа и за сите нас како нација. Една прекрасна дама, прекрасна жена која што секогаш плени, би рекла, и со незината убавина, со незината харизма, посебно со незината насмевка. Да почнам да ги редам незините квалитети од типот на, како да кажам, музички вокал кој што навистина плени. Кога ќе се појави на сцена, ја гледаме незе и незината енергија, едноставно не може да не ве залепи за самата незе и за сите оние изведби кои што ги има на сцена. Имам многу убави работи да кажувам за незе, меѓутоа ќе требаат едно 2-3 емисии само за најава, а ќе ја викнам незе за подобро да си поразговараме и да ја запознаеме можеби малку од еден поразличен агол. Дами и господа, Каролина Гочева. Здраво, Милена. Леко ти се радувам, Исто и јас. Одамна не сме се виделе. Не сме се виделе, еве викам, добро, првиот разговор ќе ни биде на телевизија, а вака не сме се начекале одамна. Многу одамна, баш одамна. Ама многу ми е драго што си. Исто и мене, баш ми е драго што еве. Сакам да го кажам ова дека буквално го рачунам како ексклузивно интервју, бидејќи тешко ни е да те фатиме некаде, да те уловиме. Меѓутоа драго ми е што се овде и тоа токму во Фидбек со Елена. Секако задоволството е обострано. Се радувам. Ајде вака, на почеток имаме некои прашања кои што ќе те запознаеме малце од еден поразличен агол. Неминовното прашање, Скопје или Битола? Неминовното тешко прашање. Така. Видим и едно и друго заради тоа што Битола ми е роден крај, таму сум родена и порасната. Меѓутоа во Скопје сум од своја 18-та година, значи поголемиот дел од животот, тој adult life, возрастниот, како човек, како возрастна личност сум се оформила во Скопје. Така да и двата града морам да кажам дека ми се подеднакво драги, за тоа што и во двата града имам личности кои ги сакам бескрајно. Во Битола ми е фамилијата и другарите од детство, а додека тука ми е другиот дел од фамилијата и другарствата кои сум ги стекнала во изминативе 25-6-7 години колку што сум овде, така што значи на кантар горе доле држат. Многу е тешко да се стави на кантар затоа што живеам овде, меѓутоа срцето ми е подеднакво на двете места, бидејќи секогаш ќе ти биде и на едно и на друго место имам луѓе кои се најзначајното нешто во мојот живот. И во Битола, иако не живеам, одам многу често, одам обавезно барем 2 пати месечно и постојано сум во тек со мојот живот таму. Супер. Кога би требало да одбереш меѓу Бионсе и Аријана Гранде, што би било тоа?
Која би била? Која би ја одбрала? Помеѓу двете? Помеѓу двете. Искрено, иако и многу ги почитувам едната и другата, бидејќи се Добро, вокали што да, безпрекорни артисти. Бионсе сум ја гледала во живо, Аријана се уште не. Не се меѓу моите омилени, иако се безпрекорни. И, како што кажав, ги почитувам, но кога веќе би морала да изберам една од двете, вокалот на Аријана Гранде ми е мене лично попријатен за уво. Так. А инаку Добро, Бионсе е дива, она е така. Ништо тука не е спорно. Јасно. Ништо тука не е спорно и секако сите се поклонуваме на нејзината големина. А која е твојата омилена пејачка? Од моментално актуелна, актуелна. искрено многу ми се допаѓаат интерпретациите на Мајли Сайрус последните години. Опасен вокал, стварно. Опасен вокал, да, посебен. Ми се допаѓа, има една пејачка британска, Рей се вика, Рей, од поновиве, не знам доколку си... Да. Има една одлична Oscar Winning Tears, една многу добра, тој перформанс, уствари, така ја запознав. Потоа, кој уште некој, имаше уште некој од... Били Ајлиш ја гледав сега во живо. Одлично. Да, одлично. тоа се си... Да, многу чисто, безпрекорно, кристално, без многу, без премногу детали, али прекрасно. Прекрасно, така што еве. Тие тоа се. Да, сигурно има уште имаш уште многу некој, други. ама не можам да се сетам во моментот. Чекайте, од машките Хери Стайлс или Руби Вилјамс? Или Хери Стайлс не е љубов на сите сега. Да. Тоа би било, да, мислам дека нема некоја жена од било која возраст која не паѓа. Харизматичен, многу е симпатичен, така. Да, али Руби Вилјамс па ни е стара љубов на сите. Така. Така што многу е Меѓу тешко. старо и ново сега како да се одбере. Многу тешко, многу А тешко. меѓу Руби да речеме и Лени Кравиц? И тука е тешка. Да. Те фатив. Ме фати тука, да, тука, да. Добро, и добри вокали се, секако, Одлични, одлични. Руби не сум го гледала во живо, Лени Кравиц 2 пати. И се сликав лани со Лени Кравиц. Ај ради тоа, Лени Кравиц. Ајде, Лени. Плюс имањак ми е. Го бираме Лени. Ете, може Лени, да. Може Лени. Нескафе или турско кафе? Нескафе. Јас не сум кафеџија, иако сум утрински човек, која будна сум речиси секој ден од уште пред 7. Пијам кафе затоа што не знам што друго би се напила од Сабајла. Меѓутоа, моето кафе, кафеџиите, љубителите на кафе, тука имам еден голем љубител на кафе, Филип, кој ни е зад камерите. Му мафтаме, ама не регистрира. Не регистрира, да. Значи ми се смее на мојот избор на кафе, меѓутоа јас пијам онакво најобично попарено, не сум лекце. Тоа ми е најубаво, ама не сум кафеџија. А порано пиев турско кафе, нели женските ние си гледавме на кафе, знаеш, па да превати шулја, па да. На времето, не знам дали се новиве генерации, веројатно тој наш обичај не го прават. Ама турско кафе пиев само тогаш, инаку никогаш не сум уживала во кафе. И не пушач сум, веројатно едното со другото. Да, веројатно едно со друго оди, истата. Слична ситуација и кај мене, го пијам повеќе како ритуал, или кога ќе речем мајке одиме на кафе, меѓутоа секогаш нарачувам нешто друго, вика ти не викаш на кафе, а пиеш нешто друго. Да, ама нели така остана тоа на кафе. Да се видиме на кафе. А иначе од време на време така неколку пати годишно кога сум уморна знам да се напијам еспресо. И така убаво, знае малку да ме разбуди. Да те размрде, така. Ама многу ретко. И тоа е многу ретко. Умилен твој концерт. Знам дека е многу тешко да се одбере со оглед на тоа дека биле многу, дека биле и тука, дека биле надвор од нашите граници, меѓутоа ако треба да издвоиш некој што така ќе ти остави посебен. Па вака на прва би го издвоила концертот на Отворено пред 3 години во јули на стадион на Арама. Значи вака на прва. А инаку бев на тој. Бев преубав. Беше многу убаво, беше еден прекрасен амбиент, беше лето. Имавме среќа, не ни заврна, се сеќавам дека бев под голем стрес да не заврне, пошто тие денови беше баш имаше некои сериозни олуи. Меѓутоа се помина супер и беше навистина прекрасен концерт. И јас се чувствував преубаво, публиката имав многу. Уживање беше стварно убаво. Исто така, па некои од концертите имавме стварно прекрасни концерти и првиот и вториот пат 2014 и 2018 со промоциите на албумите на Македонско девојче 2 и на Извор. Исто и од тие концерти, не можам да се сетам кој, меѓутоа се издвојуваа на сите по еден-два, кои што беа баш така, имаш некаков посебна некаква енергија и емоција. Да, исто и со Дуке и со Исмаил, се сеќавам последниот концерт во МОП ни беше
така едно посебно доживување. Добро, да, навистина се многу човек, дури и тешко е да се присети на сите, ама да, тој што го спомена беше фантастичен. Толку си имам изнаиграно, изнапрегано. Да, беше многу весело, беше многу весело. А кажи ми друг концерт, каде што си присуствувала, еве викаш дека си била на Били Айлиш, на Майли Сайрус. Кај што сум присуствувала, па од секогаш го спомнувам, веќе поминато е многу време, меѓутоа концертот на Simply Red во Белград пред, да речеме, има 16-17 години сигурно, на отворено беше. Не се сеќам никако се викаше простор. Ама тој концерт ми беше некако... Ти оставил впечаток? Ми остави впечаток, да. Еве, сега ми е најсвежа Били Айлиш, беше стварно прекрасно. Иако бевме заради внуките, поради тоа што таа е нивна омилена пејачка, особено на големата внука. Ама стварно беше и за нас, возрастните, беше доживување и уживање. Тулум или Миконос? Тулум. Тука ќе кажам Тулум. Добро. Балади или песни со побесели там? И едно и друго. Баладите секако сите ги сакам и не погодуваат многу, особено кога си така малку меланхоличен, нели секогаш бираш балада. Меѓутоа и брзите песни се па најубав амбиент и најмногу среќа живи, се ослободува. Да, на брзите песни, така што едно и друго. Едно без друго не може. Супер. Си се гледаме на позиција. Важи. Ајде. Ајде. Браво. И го Илик Сафе. Кај си, бе, Брик, леле. Да ти кажам право, јас не знам на публиката дали да ја кажам дека малце сум ти лута, затоа што ме остави една епизода сама. И заради тоа што си беше на едно одморче, мислам, види, оправдано, кратко беше. За 3 дена што јас така љута гледам таму плажи, нешто море, ова, она, некој тука треба да работи, нормално. Па и ја работам цело време. Кажи ми, барем, добро ли си помина? Супер, супер. Кратко, ама сладко. Добро, тоа беше ова се околу празниците, споениот викенд. споен Добро, викенд. ај, ќе ти простиме. Каролина да му простиме, така? Фала многу. Пушти се глас да видиме која номинирава. Ова ми е едно од најпознатите. Кажи ми, дали, да, тоа сакам да ти кажам, кога си на твоите сетови ја пушташ песнава? Да, обавезно. Обавезно. Како реагира публиката? Нормално, сите ја знаат, си пеат, си играат. Така си е. Каролина, знам дека ја имаш и тоа со баги и numeri, меѓутоа имаш ли некоја омилена од Каролина, покрај оваа? Хипокрит ми е една од омилените. Добро, ти тикнува дека ја ставивме на топ листа еднаш? Ја ставивме, да. Тоа не го знае Каролина, ма ќе го кажеме. Сите ми се, мислам, сите се хитови, сите се... Нема утка. Нема утка. Нема утка. Да, Мислам, прекрасно. стварно, реално, кога е Каролина во прашање и вокално, и музички, секако Да, сите стандарди комплет. ги исполнува. Што ќе слушаме денес? Па да ти остварам желбата пак. Електронско ќе пуштам. Фала Богу. Ајде, Можеш и нешто ретро ако полетно. сакаш. Може, ај полетно, добро. Ќе те оставам овде, јас се седнувам на позиција Ајде, уживајте си. И чао. Чао. После ќе те вклучиме пак да знаеш со До некој гледање. прашање. Ајде, важи. Сум овде, сега вака уште еднаш официјално здрава Каролина. Јас морам да им кажам на гледачите дека исклучително ми е драго уште еднаш што си овде, за оние кои што во моментов можеби се вклучуваат. Дека Па да кажам јас дека задоволството е обострано тогаш. Уште еднаш. уште еднаш така е. Знаеш како, навистина сам мислев како да те најавам. Имав дилема во смисла на има толку многу што да се каже за тебе. Зборувам сега за твојата музичка кариера, те знаеме од дете. Како ја почна целата твоја кариера и никако дури трема ме фати, викам, леле, Елена, ова тебе не ти се случило. Да знаеш, тоа е нешто што всушност зборува и за тебе и кој карактер си. Никако тоа не ми е намерата, пошто јас и ти па и се познаваме Таман работа, не. Тоа повеќе го кажувам во позитивна насока дека Добро, дали нема потреба од ништо, нема ни потреба од кој знае каква најава. Нема потреба. Не треба, апсолутно, не треба ни човек никогаш да те најави. Што ќе се видиме, ќе си направиме муабет. Така. Ајде вака, секогаш на почеток ми се намикнува прашањето како и кога започна твојата кариера и кога од прилика знаеше дека ќе станеш тоа што си сега, дека ќе станеш пејачка.
Ми беше желба од стално. Ми беше желба уште од малечка. Уште од баш многу мала памтам дека дома пеев по цели денови. Постојано слушав радио и ловев светски хитови, гледав MTV, тогаш нели во тоа време се гледаше MTV, немавме YouTube, немавме социјални мрежи, туку пратевме што се случува преку MTV, така да тоа беше цело време кај нас пуштено дома. И некоја песна што ќе ми се допаднеше, се молев со моите да ми купат касета. Значи дали била Мадона или не знам Ким Уайлд или кој да беше во тој период. Што ми се допаѓаше, тоа се баш едно тешко ретро спомнувам. Ако? Да. Па добро, со тоа сме растеле тогаш. Така што да, ми купуваа касети, посебно се радував кога имаше песмарка позади, кога беа напишани текстовите. Инаку доколку немаше, тогаш требаше да ја снимам, па да го ловам текстот, да го запишувам, за да го научам убаво, така да од секогаш многу сакав. Уште како девојченце во прво деление веќе се запишав и во нижо музичко, паралелно со основното училиште. Така што желбата постоеше и доста рано ми се оствари. На свој 11 години. Беше првиот настап 11 години имаш? На Макфест, да. На Макфест се појави 91-а. Неколку месеци пред тоа беше детскиот фестивал Сидо во Битола, за прв пат се одржуваше тогаш, 91-а пролетта. И така се случи на тој фестивал, бев забележана и од таму добив неколку месеци покасно покана да пеам на Макфест. Браво. И тогаш се појавив како детенце 11 годишна, солист на Макфест и од тогаш почна целата приказна. Да, сега тогаш нормално бев многу млада, Македонија немаше тогаш музичка сцена, некоја посебно изградена музичка сцена. Главно беа фестивалски настапи, фестивалски појавувања, телевизиски емисии имаше доста. Така што бев редовна речиси на сите фестивали по тој период. Меѓутоа немаше концерти, немаше некаква дискографија, иако издадов и тогаш еден детски албум, 92 година, со тинејџерски песни, меѓутоа бев премногу млада, за тоа можам да го наречам некаква сериозна кариера. Така. Излегуваше некаков џепарлак за мене во тоа време, кој тогаш ми значеше многу како дете. Како не. Меѓутоа се посериозно се разбира, кога веќе на 19-20 веќе пораснав, нели, и започнав соработка со Авалон и тогаш веќе започнав да имам веќе посериозна кариера со... Да. Кажи ми, дали си размислувала никогаш доколку не си пијачка? Која би била твојата друга професија? Друга професија, искрено, никогаш немав ни простор да размислувам за друга професија. Иако студирав англиски, тоа беше некаква идеја на моите дека, па добро, од ова не се живее, нели? Ова не, таква беше перцепцијата за нашава работа во тоа време. И искрено во Македонија никогаш ова не стана професија од која сите можат да живеат лагодно и убаво и да биде стабилна професија. Малку се тие кои можат да кажат дека може да се успее и може убаво да се живее од оваа професија. Меѓутоа, сепак за да бидеш успешен треба исто така да вложиш и многу труд. Да си комплетно посветен. Многу често им го поставувам прашањето посебно на музичари, иако тоа важи за секоја една професија. Што треба да поседува според тебе еден музичар, еден уметник, би рекла, како што си ти, бидејќи не можам да те класифицирам само како пејачка. За мене Каролина Вучева е уметник. Зошто? Заради тоа што затоа што тоа е и сцена, тоа е и костими, тоа е и начин на држење, начин на однос со публика и сето тоа. Меѓутоа, што е тоа што треба да го поседува еден уметник за да биде успешен, првично, за да биде препознаен од страна на публиката и воедно да биде и вреднуван? Па освен талентот на кој треба да се работи, тоа е неспорно и тоа е нешто што е основно. Секако треба да знаете, некако да имате слика како сакате да изгледа, како сакате да се представите пред јавноста. Сега кога сме млади, ние сите лутаме со стилови, исто и јас сум правела
знаеш да послушаш и туги мислења, не си доволно сигурен за да се слушаш себе си. Меѓутоа, според моето искуство, внатрешниот инстинкт секогаш бил точен, дури и тогаш кога не сум го послушала, сум сватила од после дека треба да го слушам тоа што ти кажува. Што ми кажува нешто однатре, да. Меѓутоа, кога си млад, природно е да се прават и грешки, да се прават и различни експерименти, да се пробува и ова и она. Но кога ќе дојдете веќе после одреден период на кариера, веќе треба да имате визија за тоа што правите, каде движите, и кому се обраќате. Да, во која насока и кому се обраќате. Така што компромисите со текот на годините треба да се се помали, да се сведуваат на минимум. Веројатно не можеме никогаш да знаеш што сакаш едноставно. Точно, да, веројатно не можеме комплетно без компромиси никој од нас да работиме, особено на овие простори. Меѓутоа, со текот на годините треба да се работи на тоа да тие да бидат што помали и да не се одразуваат на квалитетот. Така што со текот на годините баш мислам дека сум успеала јас, барем, да сум задоволна од тоа што го правам, со тоа што слушам јас и туги мислења, не дека сум толку своја глава, меѓутоа сепак инстинктот е по кој што се водиш. Последниот глас, последното мислење е главното мислење, односно на кое се подпирам е моето, односно тоа што го чувствувам и многу малку работи правам затоа што не знам, затоа што треба, затоа што така е модерно, затоа што сега така е трендот. Не, со текот на времето можеби речиси последниве години речиси да воопшто не подлегнувам на трендови во ниту еден сегмент и задоволна сум од тоа како публиката го прифаќа. Мене знаеш што ми се допаѓа кај тебе и тоа што јас го приметувам е дека си искрена со публиката. Искреноста мислам дека е многу голема врлина. Мислам дека е вредност заради тоа што кога си, не знам како да го кажам, кога ќе дадеш дел од себе на таа публика, кога ќе се представиш во некое светло како што сме сега јас и ти овде, го препознава тоа некако публиката и посебно го вреднува. Треба можеби времено, да. Особено што јас сум интровертен човек. Јас не сум, што е многу некарактеристично за оваа работа. Обично, најубаво е да сте екстровертни, да сакате да бидете во центар на внимание. Јас кога не сум на сцена, сум некој што ке заседне во ќошот, можеби и со грб завртен, затоа што не ми прија внимание во секој сегмент. Има луѓе кои уживаат, јас не сум некој што што го ужива тоа. И многу е тешко да се избалансираат тие работи, особено кога работата предизвикува внимание. Доста се трудев да го променам тоа, особено помлада кога бев, имаше доста критики поради тоа што јас многу често сум изреагирала на одреден начин заради тоа што мене пример ми било срам во одредена ситуација. Тоа е искрено, тоа сакам да кажам. А тоа знае да се протолкува како не знам како и арогантност и така натака. Мене ми било незгодно во одредена ситуација и сум се тргнала на страна за да не сметам. Меѓутоа со текот на времето публиката успела да ме запознае и успела да ме запознае каква сум. Сега сум се променила, не дека не сум успела да се променам, меѓутоа таа промена дојде и спонтано. Кога се трудев да се променам, многу тешко ми одеше, но со текот на времето се ослободив, се изградив и самодоверба, тоа веројатно доаѓа од искуството, доаѓа од годините. Неверојатно, него сигурно. Самиот организам се навикнува на сите работи кои што ги носи една јавна професија и некако престанав да се плашам. Јас претходно премногу се плашев од тоа што ќе го кажам, се плашев од фидбекот, се плашев од тоа како ќе изгледам. Добро, што е донекаде е многу нормално. Што е нормално, веројатно кога си млад, апсолутно, и кога се градиш, да. Сега некако тој сите имаме, нели, поради тоа што сме и изложени постојано и на социјални мрежи, на притисок од тоа, критика поради тоа, сега веќе секој последниве 15 години секој веќе може да даде мислење за вас, може да ве навреди, а тоа да дојде до вас, така. Порано не било така. Ли критиките? Повеќе не. Не можам да кажам дека сум комплетно тркната, мислам дека тоа е невозможно. Мислам дека нема некој што воопшто не го погодува. Што не те допира, така. Меѓутоа не ми влијае како некогаш.
некогаш сум знала да еве и кога немало социјални мрежи, некој нешто да ми каже или некој да ми каже дека некој нешто рекол. Па да го преживуваш тоа, да го преџвакуваш. Тоа да тлее во мене еден период да ми влијае. Сега веќе не ми влијае. Сега и да прочитам нешто, не знам, некој ме набре случајно. Не гледам социјални мрежи воопшто, тргната сум од се. Меѓутоа нешто случајно некогаш знае да улета. Ама тоа така, ќе го прочитам и воопшто, може би во моментот. Знаеш, ќе си кажеш нешто, меѓутоа не останува. Види, знаеш како е така, не ми останува и не ми затнеме. влијае на животот. Да. Аз кога сум била помалата знаела да ми влијае, како да ме не? расположи, Како не? да ми влијае и на некој јавен настап, да се трудам да го променам тоа, па да не испадне како што сум замислила. Така ги задоволиме, нели, потребите на другите, а со самото тоа се губиш себе си. Точно. Значи стоп. Точно, меѓутоа и тоа го учиш со текот на годините. Тоа не ти сакам да доаѓа. кажам. Џабе некој што ќе ти каже, што се секираш, па не е тоа важно. Ти треба време да сфатиш колку тоа не е важно. Да, не е важно, ама остете ме ја да си го преžвакам, па после. Да, точно. Па после ќе биде како што ќе Точно биде. така. Дали повеќе уживаш во процесот, во креирањето на работата? Што би значало, да речеме, не знам, влегување во студио, снимање вокали, па не тука, па чека, изгреши, па врати се назад и слично, или самиот краен производ? Кога ќе слушнеш веќе готова комплетно? Креирањето ми е секогаш нешто што најмногу ме исполнува. Значи, работата во студио. Кога се додава, се одзема, се смислува, се менува комплетно. Значи, овде смени, овде повисоко, овде пониско, така. Исто и моментот на живи изведби, значи лајв моментот со бенд, тоа исто така е нешто што многу ме исполнува. Контактот со публиката, значи лајв изведбите. Единствено нешто кое ми е помалку драго, а кое е составен дел и кое мора да се прави е снимањето на фотосесии и видеозаписи. Да. Тоа е нешто кое ми од секогаш ми остана најмалку драг дел. Ти било дел. најтешкиот дел. Значи тоа дотерување, шминкање, менување и така натака, тоа трае многу. Секогаш трае многу, особено видеоспотовите. Минимум се 24 часа. Да. Така што тоа никогаш не ми било умилен дел, меѓутоа е составен дел од оваа работа. Составен дел од работата, се служувам. И сега, под закрила си на Авалон, колку е битно да има некој кој што ќе се грижи за твојот пиар, кој што ќе се грижи за твоите настапи, затоа што голем број на музичари гледам дека и сами си се организираат, сами си се своји менаџери, сами трчкараат натаму навамо. Колку си ти, ајде да условно кажано, среќна што си под закрила на Авалон? Бидејќи знаеме по друга страна дека и Авалон е продукција која што е стварно. Па види, за сериозен, може би најдобрата за сериозен пристап кон оваа работа мора да имате помош, не може никој сам. Би било несериозно доколку ти лично мене би ми се јавувал или твојот уредник, така? Мене и ти имаш уредник кој се јавува за договарање на емисии, така би било. Друг е пристапот кога е попрофесионално, апсолутно, кога некој тоа го прави, кога некој тоа така да знам дека доста од моите колеги ги работат и работи сами, меѓутоа многу е полесно на страна што е попрофесионално, многу е полесно за самиот изведувач ти да се насочиш само на тоа што ти е работа. Да не се воопшто да не се оптеретуваш со тоа. Точно. Дека некому не си се јавил на телефон во моментот затоа што не си можел, си заборавил некој и така натака. Едноставно секој треба да има луѓе кои што ги работат тие работи. Значи имаме и луѓе кои што ќе не нашминкаат, кои ќе не смислат што ќе облечеме. Има хубаво тоа, така да си фокусиран на тоа што треба ти да го сработиш. Не можеш да бидеш професионален доволно доколку се фокусираш на се да направиш ти. Се служува. Така што служувам, така и треба. А кажи ми што се однесува до бендот, бидејќи често, нели, настапуваш со бенд. Твои луѓе веќе, затоа што знам дека соработувате долго време, колку пат тука се усогласувате со оглед на тоа дека сте нели различни луѓе, различни карактери, еден сака вака, еден сака онака, еден смета дека треба да звучи поинаку лајв и така натаму. Како тука карактерно се усогласувате? Многу време сме заедно и веќе сме многу усмирени. Научени сте веќе. Така што мислам дека сите имаат слобода да звучат така како што сакаат во склоп на тој проект, бидејќи сите имаат и други проекти кои што ги работат посебно од мојов. Меѓутоа
взаемна почит е најважното нешто во секоја една соработка. Почитта е елементарна, најосновното нешто кое што е важно. А после тоа, кога веќе постои таа почит, нели тука има и нормално и љубов поради тоа што многу време сме заедно и нешто мора да ве задржи, освен тоа што нели работиш, мора да ве задржи и нешто друго кое што е повеќе од тоа. И многу време сме заедно и затоа супер екипа сте и се гледа тоа и на сцена кога сте заедно. Се гледа дека сте хармонични. Особено последниве нешто 10 на 15 години сме баш имавме многу настапи, многу концерти, многу сме освирени и дури кога се импровизира, тоа на крај не се звучи супер. Не звучи на импровизација. Се служува. И сега не можам да не те прашам за она правило најтешко е да се успее дома. Меѓутоа, не знам колку важи тоа кај тебе, со оглед на тоа дека знам дека си прифатена и во Македонија, меѓутоа и надвор од границите на нашата држава. Повторно ќе кажам, можеби еден од нашите најдобри музички амбасадори. Какво ти е чувството кога пееш дома и какво ти е чувството кога пееш надвор? Каде тебе ти е поедноставно и каде ти е поубаво? Види, колку и да е најтешко дома, не можам да оспорам дека е најубаво. Затоа што сепак моите најголеми хитови се на македонски. Тоа и кога одам по емисија надвор во Србија, таму во Србија најголем хит и понатака ми е Штом сакаш, српската верзија, и Не се враќаш. И кога им кажувам, до пред некоја година Штом сакаш воопшто немав ни во репертоар на македонски концерти. И се изненадува, па како може? Па викам затоа што имам многу поголеми хитови во Македонија од конкретно таа песна, да. Кои што се на македонски, кои не дошле до тука. Допред нешто повеќе од 10 години бев многу поприсутна надвор од Македонија. Со Македонско девојче 2 некако се насочив повеќе на овде, бидејќи последните албуми кои ги издадов беа исклучиво на македонски. Претходно ми беа паралелно македонски и српски. И имав постојано настапи и гостување во целиот регион. Имав и доста соработки со многу мои колеги. Меѓутоа, последниве повеќе од 10 години, со оглед на тоа што и такви беа и проектите, се работеше нели за етно проекти, кои едноставно немаше никаква логика, иако размисливме дали можеби би било како би звучало кога би се превеле и да речеме на српски. И на српски. Меѓутоа, не ни се допадна идејата и решивме дека тие ќе се бидат македонски автентични проекти како што и треба да бидат. Имав неколку настапи и надвор од Македонија, и на Екзит настапувавме 2015-та. Имавме уште некои настапи на некои такви баш на некои ивенти кои третираат таа world music. Тој тип на музика, така. Да. Меѓутоа тоа не беше комерцијално прифатано, затоа што за нивното уво тоа не се комерцијални проекти, иако кај нас беа комерцијални кои фатија. Многу беше, јас се сеќавам по 6-7 концерти направи со 6-7 концерти на кои имавме публика буквално од сите генерации. Така. Еве и сега на тие на настапиве, баш последно во Германија настапував, имаше буквално публика од сите генерации, дечињава ги знаеа песниве од проектот Македонско девојче од прва до последна. А си почувствувала ли што повеќе легнува кај публиката? Овие по комерцијалните поп numeri или зависи каде сум и зависи од публиката. Помеѓу децата сега се веќе попознати и последниве години се вратени веќе и Сакајме и некои од моите поп хитови, најголеми поп хитови низ кариерава, пошто нели сега е некој таков период кога ретро музиката е во мода. Брик ретро е во мода. Да. Иначе, изненадувачки ми беше, иако не им беа наменети тие песни, затоа што сепак имаат песниве од етно проектот, имаат доста тешки, доста тажни текстови. Како не? Изненадувачки ми беше дека дечиња малечки ја пеат две лири која е исклучително тажна песна, например. Звона многу ја сакаат децава, која е повторно убава која е повторно исклучително тажна песна. Меѓутоа некако стана последниве откако ја издадовме, стана затоа што се спомнува и Божик и Бадник. Стана Божикна песна, да, и се пее и по градинки, се пее и по основни школи, постојано ми испраќаат видеа, така што еве ги пеат сите генерации. Овие песни
поблесни веројатно ради тоа што тие мали дечиња се не биле родени кога биле моиве поп песни, затоа им се поблиски и знаат повеќе. Така. Пред да направиме една мала кратка пауза со видеозапис, само да те прашам дали постои кај тебе лично некаков ритуал пред да излезеш на концерт, пред да излезеш на настап? Има ли нешто што го правиш кое што едноставно е морално да се направи при сцена? Па, немам никаков посебен ритуал од типот да се напием ова или тоа или нешто. Обично пред некои така значајни поголеми концерти, а и пред секој настап, се трудам да не се движам на претходните денови, да не се движам никаде каде е гласно, да не се надвикувам, затоа што тоа многу го троши. Да, па го троши грлото, го троши, да. Зачадени простори. Да, но нема, фала Богу, не мораш да пееш, така да не ти смета. А инаку зачадени простори избегнувам, газирани пијалоци исто така. Затоа што сето оно што сум забележала низ годиниве дека мене лично ми наштетува и се трудам да сум наспана. Исто така сонот е клучен и можеби и најважен. Каде се снимаше последниот видеоспот? Последниот видеоспот го снимавме низ Скопје, на улица Македонија. Има еден потек кој што му се допаѓаше на режисерот, беше ден претходно, бираше локации. Имаме нешто во студио, имаме нешто... Мог живота Дио? Мог живота Дио, да. Да, така се вика номерата. Прекрасна. Да, убава е, фала ти. И овде има некоја така тажна жичка. Има тажна жичка, да. Е прекрасна. Така да ќе одмориме малце. Може да слушнеме? Можеме. Ајде, Мог живота Дио, најновото од Каролина. Гледам ове људе, тражим своје место. Улице су пуне, свако има неког, а ја опет безвоljna. Okrećem se iza, tražim novu grešku, a zakleh se sinoć da to više neću. Nisam više sigurna. Sretoh te danas i padoh na isto, poljubih te, a sada mi krivo. Sretoh te danas, a blizu si bio da te zaboravim, al ti si mog života dio. Gledam ove ljude, čujem neke riječi, glasno se nasmijem, da ne vide na meni, da mi ne vide da sam nesretna. Okrećem se iza, pravim novu grešku, a zakleh se sinoć da to više neću. Nisam više sigurna. Sretoh te danas i padoh na isto, poljubih te, a sada mi krivo. Sretoh te danas, a blizu si bio da te zaboravim,
si mog života dio. Да, го слушнавме најновото од Каролина Гучева, Мог живота дио, прекрасна numera. Сега баш ја кажував на Каролина, ја слушнав вчера едно 10-15 пати на репит. Браво. Фала ти. Секогаш, мислам, гласот секогаш врвен. А да ти кажам, право многу ми се свиѓаат и видеата кои што ги снимате. Не знам кој стои зад сето тоа, ама секоја чест. На последниве две видеа работивме со Миомир Милич, се вика дечкото од Србија. Случајно го видов, нешто ми се допадна што Има по сработено. социјални мрежи, да, нешто што има работено, го контактиравме и за претходната песна за Дај на сунце правевме спот со него и за оваа сега, така да има некоја убава естетика. Да, баш убава. Некако светски која се дилова. вклопи баш со овие две песни. Пред да слушнеме уште еден видеоспот, тука ќе го вклучиме Брик со прашања. Повели Брик, дали имаш нешто да ја прашаш? Има. Баш си го смислив сега дека се пуштав музика. Ти текна, ајде кажувај, пукај. Вака би прашал од, нели, сите се хитови, песни пева. Сега, која песна ја носиш со емоција секогаш како првиот пат кога се испеала, а која ти е веќе онака преку глава од пење? Аман, ова, морам да ја испеам, ама аман. Па со емоција секогаш ми е баш едно од, па можеби една од најемотивните или најемотивна, кој да ми запее. Таа ми е, прекрасна песна е, на Николче. И многу е тажна песната, така да стално некако ме понесува. Иако, фала Богу, не се пронаоѓам во смисол да ми е... Да, да те врзува текстот или било што. Точно. Меѓутоа е многу тажна песна и секогаш ме растажува. И секогаш е на крај, секогаш ја оставам за крај, на секој настап концерт. А и публиката стално реагира на таа песна, секогаш ја пеат, буквално од почеток до крај со мене ја пеат. А песна која мораш да ја испееш, ова ќе го ставиме на лудници. Да, која морам да ја испеам, која ми е малку така здосадена. Кажи. Хајде да речеме 1 март. Да. Таа што секој 1 март мора да Со има. неја ти... Да, роденденската. А која да ја натираме да ни ја запевуши тука? Која сакаш да ни ја запевнеш? Која, не знам која. Која сакате? Некоја што нема да ти е досадна. Нема врска, можеме и 1 март да ви ја испеам. Не. Не 1 март. Чекај да видиме. Која? Не знам. Ајде тебе ќе оставиме. Ајде да сераме со муабетот, може ќе ни текне нешто. Ајде, може ќе ни текне. Ако ти дојде во моментот, сечи го прекинувам моментот. се. Да. Почнувај да ни певушиш. Ништо. Имаш уште Нема некој проблем. прашање? Не, таму. Добро, супер. Убаво што ги спомна Брик и овие настапи што се лајв. Дали би требало, кога би требало да избереш помеѓу онаков некој по-мал настап, клубче да речеме или нешто, каде што луѓето ти се тука во околина, ги чувствуваш, ги гледаш и слично, или некој огромен концерт каде што има илјадници луѓе, што е тоа што би го правил? Па малите концерти имаат своја Драж, посебна драж, имаат посебна емоција, бидејќи тука си некако и интимно е. И на некој начин како во текот на концертот јас до крајот имам чувство дека веќе се познаваме сите. Така се зближуваш, тука се па ќе дофрлат нешто, па ќе побараат некоја песна, па не знам, доаѓаат до тебе нивните коментари. И затоа се... Да ги гледаш дали им се свиѓа, не им се свиѓа, па ги пеат песните сите. Точно, па некој пројавува желба нешто да испее и така натака, така што на поголеми концерти, во сали и така натака, тие работи се потешко да се изведат. Овде се луѓето поопуштени и затоа можеби и едните и другите си имаат своја тежина, меѓутоа овие се по-релаксирани. Можеби се така по-релаксирани, со тоа по-големо уживање. Да, верувам дека е така. Другите се носат поголема одговорност. Така што и публиката се однесува поинаку кога ќе влезе во македонската филхармонија, така? Точно. И ти како публика си поинаку поинаку се облекуваш заради тоа што и самата институција си
Си го бара тоа од си тебе. носи одредени код на облекување и кодекс на однесување, така што не можеш премногу и како публика да се опуштиш. Клубовите си се релаксирани. Друга приказна, верувам. Дали ти се случило да, откако ќе испееш нешто, откако ќе излезе песната, да кажеш, па не ми се свиѓа ова? Имало ли такви ситуации? Се случувало. Или можев ова поинаку да го направам, или не знам. Да, и доколку може, доколку не е издадена песната, обавезно се прави промена. Да, ја препевам. Не се случувало многу, меѓутоа се случило неколку пати да откако ќе ја преслушам, пошто пред да ги издадеме, ги преслушувам многу пати. Тогаш најмногу ги слушам песните. И сега фаќам секоја, баш си ги барам сите мани. Си наоѓам некои работи што не ми се допаѓаат и доколку е во моментот решливо, се решава. Така е. Добро, Мог живота Дио всушност е најава за нов албум, за нешто такво или? Или се уште е рано? Видим, да, имам план, односно работам веќе на нов албум, меѓутоа не работам со она темпо со кој би сакала да работам, заради тоа што имам многу други обврски и не можам да се посветам. Минатата година планирав повеќе, меѓутоа малтене ништо не успеав да сработам, освен што ја снимивме оваа песна. И една песна до пола сработена. Уште една песна која не е издадена. Годинава планирам барем да стигнам барем до пола со албумот, но ќе видиме како ќе се... Добро. Не сакам да си ставам никакви временски рамки, затоа што никаде не брзам. Најбитен ми е крајниот резултат да биде како што треба, да. Имам зад себе 10 албуми, сигурно може би и повеќе од тоа, така што имам стварно многу сум сработила и можам да си дозволам апсолутно да не правам ништо заради тоа што сега мора да се направи. Дури, некогаш и да се само синглови, сосеме коректни, сосеме окей, ако е... Точно, меѓутоа, да, албумот ми е веќе во глава, знам што и како сакам да изгледа, имам и некои песни кои што веќе знам и како сакам да се направат, меѓутоа сепак треба време и посветеност и не ми се брза никаде. Супер. Ке слушаме уште една номера кога сме веќе кај песните. Од небо до дно беше пред колку години? Пред 3. Пред 3 години. Знам дека е исто така понова песна. Мене лично многу ми се допаѓа, баш онака игрива, баш супер. Да, тоа е таква една диско. Една диско номера. Па сабота вечер мора да ја слушаме. Ајде, режија може. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде и да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав, ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Samo
Одлично. Искрено да ви кажам, уживам во муабетот, уживам во музиката на Каролина Гучева и уживам што ми оде во студиото, затоа што стварно се нимавме видено од одамна и приватно и вака ми е кејф што и публиката ќе не види, и публиката ќе те види, затоа што те нема одамна на нашите канали и повторно ќе кажам, баш ми е онака ексклузивно што те имаме овде. Баш ми е драго. Пред да го завршиме муабетот со на наше главно прашање, само уште пред тоа би те прашала, постои ли некаков вентил со оглед на тоа дека работата не е едноставна? Некогаш е многу захтевна во однос на патувања, захтевна во однос на луѓе, организации, захтевна во однос на концерти 2, 3, 5, 7 поред и така натаму. Постои ли некаков вентил? Постои ли некаква релаксација која што си ја правиш за да се издишеш од сето тоа? Па како не? Прво да кажам за патувањава и за генерално концертиве, настапиве. Порано ги гледав повеќе како обврска. Знаев дека тоа ми е работа. Сега веќе ми е такво уживање, да. И секое патување ми е уживање. Без разлика колку трае, без разлика каде сме отишле. Сега веќе работата ми прерасна и во едно огромно задоволство. Така што се осеќам убаво, речиси во секој момент од она што ми го носи работава, да. Значи work and pleasure. Да, и искрено мислам дека тоа е еден од најголемите успеси во било која работа, да го сакаш тоа што го работиш, да те исполнува и да уживаш во тоа. Си ги сакам и соработниците кои ми се сите веќе блиски пријатели. Неве и со бендот. Пред 2 дена се вративме од Германија, патувавме заедно, си поминавме прекрасно. Пред неколку месеци имавме турнеја во Германија, каде речиси 20 дена бевме таму по патишта, во 2 наврати отидовме и ни беше преубаво. Баш се собнава. Да, посебно во кога никој си момент немаше никаква потешкотија, баш си поминувавме супер, што е многу важно. Веројатно и тоа што со текот на време си се искристализирале и соработници и луѓе кои што се околу мене. Точно, со филтер изчистени тие што треба се тука. Да, точно, да. И тоа се разбира дека има свој удел, меѓутоа и јас сум научила како да ми е да си уживам во тоа што го правам и да ги гледам позитивните страни. Инаку вентил се разбира, секој мора да има вентил. Кога ќе се вратам од пат, сакам да се затворам дома и телефонот ми е на silent цело време. Браво, така и треба. Многу сакам да гледам филмови, да гледам серии, пратам се тоа. Јас сум закачана на Netflix. Кажи ми која ти е омилена се у последно време? Моментално гледам една, не е на Netflix, на HBO ја има. На англиски е Righteous Gemstones, за една фамилија, Gemstones фамилија, значи на македонски доколку би бил преводот, веројатно праведните Джеймстонс би била. Да. Една така добра сатира. Моментално таа ја гледам. Баш убаво. И јас сум зависник сум од серии, серијали, филмови. Само јас сум на Netflix закачана. Да, па Netflix ми е поминат, така да веќе барам некои други, да. И филмови се пратам, готвам многу исто. Тоа ми остана навика после карантините што ги имавме за време на ковидот. Нели сите разменувавме рецепти, сите почнавме здраво да се храниме, сите бевме дома цело време. Значи Михаел си користи. Ако ништо друго, барем добра храна. Секој ден имаме ручек, да. Не само ако ништо друго, и многу други работи. Не, јасно, зборувам се за храната. Да, али да, тоа ми стана навика и веќе многу ретко се случува да речиси никогаш веќе не нарачувам храна, што ми беше претходно нешто што правам почесто, многу почесто. Да. Се дружам со моите, се разбира, сакам да поминувам време со луѓето што ги сакам, со пријатели, со семејството, одам во Битола, како што кажав на почеток, 2 пати месечно обавезно. Патувам со моите и со фамилијата, и со пријателите, исто правиме некои патувања годишно, така што сите тие работи се многу важен составен дел од животот. Од се она што ти е моментална окупација или преокупација. И она последно прашање кое што ни останува за крај, Леле, ни летна емисијата. Да, помина брзо. Се гледа дека не сме се видели одамна. Кој е фидбекот од тоа што го работиш, од тоа што си ти и едноставно од, не знам, од се она што те обколува? Фидбекот е веројатно секој
најмногу остануваат во мен тие зборови што оние зборови кои ќе ми ги каже, кои ќе ми напише некој преубави пораки добивам, не ги објавувам, се разбира, меѓутоа на Инстаграм знаат луѓе да ми напишат после настави, после концерти за тоа како ги допрел некој момент, нешто што сум им кажала кога сме се виделе пред или после концерт. Тоа фидбекот што го добивам од луѓето кои ги среќавам низ животот и низ ова што го носи мојата работа, тоа е она што најмногу ми останува, што така ме прави среќна, што ми прави да се разбудам со насмевка, искрено. Така, тоа е најважно. И да спијам убаво. Така да тоа за нив ние и постоиме реално, за нив и работиме, за нив креираме, така што кога фидбекот е таков, мислам дека нема поголема награда, ништо не може да се мери со тоа. Така. Сега пред да се објавиме, само секунда, ние си имаме спонзори, тоа ни се Саманта, односно Лариф, парфумчињата, јас ке си седнам овде до тебе. Повели. Ти благодарам. Ова е за тебе. Вака да си се гушнаме уште еднаш. Срца мила, многу ми е драго што... Исто и мене, многу ми е драго. Што дојде, еве вака тука ќе си се одјавиме заедно. Чека вака, може добро, на фотка? Вака сме. Да. Ај сме. Може фотка овде? Оваму сме на кец. Таму сме, добро. Брит, ти да не сликнеш, ама ај после камерите. Овде ви кажуваме чао, не знам која камера не лови, овде сме. Чао. Кирил, фала ти многу што иднаш, ќе се видиме во визново наредна прилика. Секако, тука сме. Тука сме. Да, сега нема да оставиме волку време, нема шанса никако. Се договараме на кафе, на пијачка, на било што, се што треба. А со вас се гледаме, се разбира, следна сабота, 19:30. Чао, чао. Само да ми зборуваш и губам целосно контрола. Твојата енергија ми дава толку сила да можам се да направам. И твојот поглед кажува